Горан Павловски и Јасминка Намичева. И тука за значењето на самата поставка е поканувам господја Јасминка Намичева и стоичар на уметноста да ни се обрати во име на авторското. Пред нас и ние некако си ветивме дека овој проект ќе успееме да го доведеме до денешната форма во која што и ние денес го гледаме. Димитар Кондовски е еден од клучните автори во современото македонско сликарство. Ја вкрстува модерната стилизација со средновековно-византиската традиција орнаменти сина. Во својата уметничка продукција за детска и младинска литература, Кондовски вградил огромно илустрачорско искуство, за кое биле отпечатени импозантен број на илустрирани детски книги. Сепак, исклучителна вредност имаат илустрациите кои ги окупираат вниманието на Кондовски во периодот од 82 до 84 година, кога тој всушност ги изработил сите овие илустрации кои денеска ги прикажуваме пред вас. Тоа се илустрации, разработки на текстовите од македонските бајки и народни приказни, со особен интерес кон приказните од Марко Цепеков, од кои произлегуваат двете најволшебно илустрирани едиции на детски сликовници, а тоа се македонските бајки, кои што се 1986 издадени, и македонските народни приказни во издание 92 година во печат на редакцијата Детска радост од Скопје. Голема петојазична едиција. Едицијата сликовници била насловена од генерално наслов Колибри, но со поднаслов Македонски бајки. Тие биле, текстовите биле во обработка, односно редакција на Душко Наневски, а ликовното графичко обликување на Александар Цветковски. Приближат бајките до различни етнички заедници во Југославија, со што изданието е петојазично, издадено било на македонски јазик, на српско-хрватски, словенечки, албански и унгарски јазик. Зад оваа едиција како издавач стои Заводот за стопанство и општествени дејности на СРМ. Огромниот успех на првата едиција сликовници во 1992 година била подготвена нова едиција каде повторно издавач редакцијата Детска радост, но овој пат поддржана од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија. Народни приказни во која биле отпечатени серија сликовници во невообичаено голем формат. Сите ние ги знаеме тие сликовници под насловот Джиновски сликовници, каде биле искористени повторно илустрациите од Кондовски од предходната едиција од 86 година. Само 2 илустрации, додека останатите 10 биле мистериозно исчезнати во печатницата при подготовката на едицијата. Токму затоа на изложбата ќе бидат изложени точно овие 72 оригинални илустрации. Етнолошка ризница создава учебник за стиловите на најразлични изданија од обични селски куќи, со сламени покриви до царски палати, со мермерни тордирани столови и златни двери, од црковни блескави куполи до кули на камени замоци. Овој амалгам за мемористската капсула, создадена од креативната енергија на двајцата Колоси, Цепенков и Кондовски, има за цел на еден суптилен начин, през заспивање, нежно, трпеливо, да ги втисне во детските глави сите уки и мудрости, сите црвени нишки од кои е искајана македонската сага, сите стравови и предизвици за справување со воглавите чудовишта, шари над каенини, певлови, коси или бранови, растителни мотиви.
Композицијата на илустрациите Кондовски секогаш ја гради поставувајќи го најважниот лик на средината на просторот за сликање, многу често градејќи околу симетрични распореди преку кои се создава чувството на ред и стабилност. 3 дни шетал јунак Крали Марко на конјот си шарец брзокрилен низ гора зелена. 3 дни одел, вода не наодел. Жеден вода тој да се напие и конјот си шарец да напои, па на гора гневен говорел. Ој ти горо пуста останала, корење ти пожар изгорело, лусијата ти слана опарила, зошто немаш една капка вода?